Добар ден за мојата гостинка, Даница Павловска-Цики, архитектка и активистка. Добар ден. Говориме, се разбира, за кочанската трагедија, фактот што урбаната мафија ги убива нашите деца. Таа кочанска трагедија е резултат на таа урбана мафија, огледало на нашата држава, корумпирана, нефункционална. Што велите вие? Велам дека се уште имам тежина и дека ќе треба време за се ова некако да се надмине. Меѓутоа, оваа тема можам само да ја заменам со нешто што значи повик на будење, повик на една итно делување. На граѓаните повик на будење, граѓаните да не молчат, да престане оваа тишина. Јас доаѓам од граѓанскиот сектор. Да. Јас сум и во Шанса за центар и моите определби лични се такви. И пред Шанса за центар, вие бевте една од ретките, можеби и единствена која најгласна беше во времето на Скопје 2014. Така. Да. И многу интервјуа сум правила со вас токму на оваа тема. Да, тогаш се знае мојот профил, моите мотиви. Да. Многу е лесно да се оптужува системот и државата, меѓутоа тоа се некои категории, односно тоа се организациони структури. Ако некој треба да се оптужува, тоа се оние кои што се во тие структури, значи од најнискиот до највисокиот. Тука се сведува сепак на човечки фактор. Коруптивен фактор. Човечки материјал кој е коруптивен. Дефинитивно. Тоа е многу прозрачно, би рекле. Да. Тоа е видливо и недопустиво високо. Недопустиво. Ниедна корупција не е некоја која што треба да се негува. Меѓутоа, ова која што владе и која што не труе, го уништува и она малку вредно што го имавме како држава и пред да биде Македонија од 91 навака и пред тоа. Зборувам за тоа што ние како планери, архитекти, урбанисти, баравме прво да имаме законска рамка, институционална рамка, имавме тогаш и Министерство за урбанизам, поставивме закони и така натаму и тоа почна ентузијастички, беше добро поставено, само го иновиравме полека, меѓутоа низ времето тоа толку се еродира, толку се деградира, да јас мислам дека во држава нема кој да се грижи за ресурсот простор. Архитектите се тука, имаме и асоциација на архитекти. Тие се тука, тие апелираат, зборуваат, се обидуваат со својата професионалност да влијаат, меѓутоа тоа е минорно во однос на она што се случува во просторот. Зошто се немоćни архитектите? Па многу фактори се тука битни. Немоќта е нешто и што може и да заслепи, да однесе во апатија. Можам да кажам за целата моја фела дека во целата моја фела владее разочарувачки момент. Бунтовноста и борбеноста не сме да бидат заменати со апатија и разочараност. Не сме, меѓутоа е тешко да се избори кога наспрам нас стои еден зид, дефинитивно. И користејќи ја нашата професија, злоупотребувајќи ја, тоа е она што најмногу боли, затоа што ние постоиме за да создаваме. Ние создаваме иднината и архитектурата е свртена кон иднината по дефолт, таа постои за да екзистира во иднината. Многу е страшно да немаат доверба во вас, а тоа ви е професија. Тоа е најстрашно. Кога одите на доктор, одите затоа што имате проблем и имате доверба во него, тој ве спасува. Кај нас не доаѓаат за да работиме заедно, немаме диалог. Тоа е она што недостасува по однос на етаблирањето на мојата професија во ова општество вака како што е и во ова време. Може би е и допринел некој друг фактор, созревање на демократијата, државата како таква, и може би многу што допринело, меѓутоа факт е дека недостасува почит, елементарна почит. Па дури можам да кажам и една политичка култура која што едноставно ја нема.
за нејзе сум зборувала и друг пат. Па да, кога се игнорира. Да. Ја не сакам да го спомнам зборот одговорност. Минатиот пат кога зборувавме за настрашницата во Нови Сад, толку многу зборувавме за одговорност, нивоата и така натаму, и се она што може да се прочита, ние така викаме, да се препознае во системот кој што е поставен, системот за планирање и проектирање, и кој што значи одредени механизми за контрола во тај процес. Меѓутоа, сега, вака да го наречам, како одминува периодот на тага и мачнина, инсистирам, апелирам да се разбудиме. Ние треба, како луѓе, ако како единки, како индивидуи делуваме сегде и секогаш, од сега натака, мислам дека ќе почнеме да правиме мали помаци и дека ќе направиме нешто. Вака не можеме да препуштиме некој друг да ни го решава ова. Ова е наше, само наш проблем. Да, луѓето од разни причини молчат. Поради притисоци, поради страв, поради конформизам, поради апатија и разочараност кои ги спомнавте, но не постои друг начин да се гради држава освен тој. Граѓаните да се кренат и да не молчат. Да. Јас повикувам на една општа на мобилизација. Да. Ако тоа вака како што сме сензитивни, не само во овој период, него воопшто, ако не допре ова што ни се случи, треба да пројавиме снага и енергија да направиме чекори кои што, ако не за друго, секој пред својата совест ќе може да ги оправда и да ги доживее како нешто што можел и направил. Значи, да може да спие. Од јас мислам, толку многу страшни работи се случили да не знам како спијат оние кои што се одговорни. А одговорни се сите. Сега, добро, извинете, продолжете. Сакав да кажам дека кога веќе оставаме на индивидуално ниво, на личен еден однос кон она што ме обкружува, кон општествените односи, кон уредувањето, тогаш би требало да почнеме со серија мерки, побарувања, да ги наречам, зашто зборуваме за лично ниво. Значи, побарувања, дали се тие преку граѓански организации, дали се директно преку некакви институции, субјекти кои што се појавуваат во нашиот секојдневие. Добро. Секогаш да се побарува она што значи обезбедување на безбедност, например. Да почнеме од тука. А треба и во другите сфери, не само тоа, али тоа е елементарно нешто. Јас ќе напомнам пак дека архитектурата е нешто што обезбедува функционална организираност, меѓутоа и безбедност во користењето на просторот. Значи, нешто што... А тоа се, ако го оставиме во еден урбан контекст, значи квалитет на живење. Работата е да работиме на подобрување на животот. Да. Едноставно. Добро, сега актуелна, иако е премногу доцна, онаа контрола на сите објекти, буквално на сите објекти, каде што институциите се разбудија и почнаа сега да ги проверуваат лиценците. Да, проверуваат лиценци, областувања, углавном сега на угостителски објекти, и тоа не е лошо, тоа секако е добро и не е нешто неминовно, тоа се подразбира. Тоа се подразбираше и пред тоа, мислам, конечно дојде на ред на ваков начин, зашто јас сметам дека таа контрола треба да биде ригорозна. Меѓутоа, таа контрола треба да се спроведува секаде каде што се издават лиценци, значи некаде каде што државата или некој субјект државен стои зад квалитетот на работењето на субјектот кој се испорачува нешто. Значи, така е и со нашите градежни фирми, каде што знаеме дека постојат, не можам да ги наречам слабости, али едни страшни ситуации. Лиценца има, да кажеме, фирма која што не исполнува услови, оној услов неквалитетно работење. Затоа може друго да каже, пазарот, некоја независна комисија, меѓутоа, ако нема доволен број вработени, значи лиценцата е лажна. Првично тоа мора да се елиминира. Значи тоа не сме, мислам, недопустиво едноставно, затоа што има и правен основ пред се
а да не зборуваме за квалитетот. Значи, тоа е она што, или овластувањата кои што се однесуваат на архитекти кои што проектираат. Значи, одреден број на овластувања треба да постои во компанијата која што се бави со проектирање. Тоа е нешто што мора да исполнат. Не може поинако. Тоа уствари ја нагласува, може би треба особено да се каже, да се подвлече, дека урбанизмот, таму каде што се изготвува урбанистички планови, урбанистички проекти, е наука. И тоа е комплексен еден аспект на обликување на просторот. И подложен на корупција, се разбира, на злоупотреби. Подложен, меѓутоа, таа комплексност бара многу профили да учествуваат во одлучувањето што и како ќе живее таму. Не е само во физичките појави, форми, туку во она што во тој простор се случува и како тој пулсира. Еве да го спомнам примерот, ако не е на одмет, а не би требало, се работи во моментов пред крај детален урбанистички план или ДУП за градскиот парк и таму во рамките на зафатот е и франкофонскиот парк. Знаете, франкофонија е еден трансмитер на културни вредности, на уметност, на убави работи низ јазикот. Една многу убава платформа. Да, многу убава платформа. Да. И ние сме, како држава, член на франкофонијата. Јас бев член на Националниот комитет за франкофонија. И некоја 2000, давно, не толку давно, 2006 година, етаблиравме парк. И паркот пулсираше, од 2006 навака пулсираше. Имаше многу проекти, имаше и проекти, деца, постои таму еден протести се одржува за време на современ центар на уметноста има значи еден простор кој што е питом, жив, носи порака, пријатен. И тука се наоѓа и ресторанот Опатија, кој што малце како заборавен од некој минато време, една точка на меморија, во процес е на заштита, но се приватизира. Во оваа држава ништо не е свето. Да. И сега како приватен имот. Тој ќе биде уништен франкофонскиот парк? Франкофонскиот парк може да биде уништен ако на собственикот на Опатија му се дозволи да направи хотел, какви што аспирации има, од 10-20 спрата. Не можете вие таа намена, таа функција да ја метнете таму без инфраструктурно опремање. Тоа ќе го упропасти. Во сред градскиот парк на Скопје? Практички тоа, да. Се гради огромен хотел. Тоа е повеќе од аспирација на инвеститорот и тоа е еден притисок кој го прави и на функционерите и на планерите, кој што не е чесен, не е во ред. Не се остваруваат така идеите на оние кои што имаат да инвестираат. Но добил дозвола. Државата дала дозвола. Се уште не е добил дозвола, меѓутоа тој перфиден пат да се оствари она што се сака, веќе многу не кошта. Значи, дали е тоа дискотеката која што е импровизација и не е дискотека, а на нејзе се заработуваат пари и се по цена на млади животи. Да, се доживуваме траума. Или е нешто што полека низ разноразни можности што ги дава регулативата, го донесуваме на ниво на профитабилност која што ќе го задовели апетитот на инвеститорот до толку. Тоа не е само профит, тоа е повеќе од тоа. Тоа е штета што се прави. Затоа што за таквите промени, кои што се инспирирани од квадрати или и кои оспоруваат човечка димензија, кои оспоруваат доволно зеленило, кои оспоруваат пристап за луѓе пред се, нели, тоа иде едно со друго. Таквото нешто, измена на планот се постигнува и потоа се гради. И тоа градбата иде у еден здив. Таков е објектот на истиот инвеститор кај румунска болница, у комплексот кај војна болница. Архитектите, да, говореа за тој
дел Да. за тој проект, дека многу од превезените пациенти од Кочанската дискотека беа превезани во војната болница, да. сега е 8 септември, Да. благодарејќи на тоа што има хиподром. Хелиодром се извинувам. Да. Сега тој ќе биде уништен со градењето на високатница токму таму. Не се работи само за тој хелиодром, ќе се Да. воспостави негде хелиодромот и болница без хелиодром не може да опстои ни еден ден. Не може, тоа е недопустиво. И има работи со кои што не можеме да се помириме. Меѓутоа, не смее тој нов објект да го наречам, затоа што малце е грамада, што е повеќе од објект, тоа е една агресија, не смее да биде таму. Не смее да биде таму. Зошто да биде таму? Зошто да иде преку заштитната зона? Зашто има заштитна зона? Зошто да прави прекршок? Нема потреба. Сето тоа можевме да го направиме, да го издискутираме и еве да кажеме ако тој профит сака да го оствари некој на друг начин, на друго место каде што нема да попречува. Тој цел потез е со здравство. Значи цел потез се до пумпата. Зошто да ставиме домување? Се ви објаснувам нешто што е и терминолошки блиско до секој од вас. Да. Значи зошто домување и таква концентрација на домување? Тоа е една Рубикон коцка, така го викаат. Не, со тоа не го одобрував. Јас пишував некои мислења за конзерваторски центар век по Бара. Меѓутоа, очигледно нема од тоа ништо, се нема, и таму имаше некои турбуленции, така да секој таков објект, така никнат објект има своја приказна, па има нешто низ времето, низ просторот, што оправдува бизнис, преку бизнис интереси, да, опстојат, никнат и така наваму. Така и Горица. Тие злоупотреби... Како може на Горица? Да, може ете околу хотелот Горица во Охрид, тој е заштитен од УНЕСКО, но тоа никого не спречува да се буквално да го уништи Охрид низ Децаниеве. И никакви тие злоупотреби не резултираат со никакви казни. Што се случува со хотелот Горица? Сега на тоа место ќе биде граден хотел. Да. Мијалков таму гради хотел. Да. Дали е Мијалков или не знам. Не. Тоа се информациите. Јас таков тип на истражување не правам. Тоа се информациите. Да, следам што се случува и колку долго се случува. Колку е тоа перфидно и злобно. Таму беше во некое минато време кога не бев ни можеби ни јас родена, се пошумуваше. Значи тој дел беше пошумен. Па и го ја исекоа шумата. Па тоа стоеше така, стоеше, па се очекувам дека го смениле планот, ама го смениле и градот во крајбрежје кај што е забрането, што значи таму кај што не смеат, каде што... Тоа е злоупотреба, тоа е кривично одговорност. Тоа некој го одобрил. Добро, кој е тој што го одобрил? Значи вака, детален урбанистички план одобрува Совет на општината. Со мислења и согласности зависно од тоа каде се наоѓа зафатот и на што се однесува. Значи тоа се работи кои што се дефинирани во нашиот просторно-урбанистички систем. Ние имаме закон, имаме правилници, еден правилник кој што е поголем од закон, не е важно. Во секој случај имаме правна рамка. Но Советот е тој кој што треба да процени што е потребно на општината. На локална заедница, што е тоа? Крајниот збор го има Советот. Па таму се донесува планот и потоа се реализира. Добро. Значи, не можам да поверувам дека некој во Советот на Охрид дигнал рака на Горица да настане ова што сега го гледаме на фотографии, а значи рана. Значи нешто што е боли. Не знам како да го кажам. В секој случај боли. Каков и да е хотел таму, не знам што сакаат да изградат, не знам каков луксус да инсталираат, нема да го замени она што го имавме. Имавме шума, имавме брдо, имавме екосистем, имавме дел од силуетата која што е многу години таа. Како може без соодветна аналитика тоа да се замисли, а камоли да се реализира? Па добро, кршење на законот е лесно да се санкционира. Па
али треба да дојде до момент да се пријави на време, да се тоа... Сето тоа е обмислено, затоа кажувам, функционира некој подсистем кој што ги следи тековите на и можностите, на системот кој е над, а ова подземје всушност работи во тој подсистем, го гради. Ќе истече рок, ќе биде ова, ќе биде она, и ќе дојде време, градежната дозвола, издадена, подпишана од градоначалникот. Тој ја подпишува градежната дозвола. Тој. Значи, последниот подпис е тој што го става. Како може да спие, тој не знам. Како може? И инаку, еве и ова што јас би сакала како по повод трагедијата што не задеси и по повод будењето што го поттикнувам да буквално да наредам. Што е она што би требало све да се направи? Што предлагам и што е логично да се направи по мој ум, еве да кажам. Да, добро. Или тоа е фактички тој колективитет пред кој што стоам, граѓанскиот сектор, значи немаме некои други интереси, доброто на луѓето, јавниот интерес, јавното добро. Во секој случај во име на заштитата би сакале да, јас лично би сакала да се спроведува таа програма за заштита, нели, и спасување, така се вика програма за заштита. Кој треба се грижи, таа програма ја има секоја општина. Добро, кој треба да ја спроведува? Општината. Значи идеме до локално ниво, локална заедница, тука сме. Оние кои што се, како да кажам, најблиску до теренот, најблиску до нас како луѓе. И тука и можеме и да делуваме многу директно. Значи програмата се провери да се докаде, што е, дали се реализира, не се реализира. Да се почне со вежби и симулации, очигледно не сме доволно спремни подосна таа работа. Мораме да правиме. Порано имаше такви работи, ја не ги измислува. Порано се правеа вежби во случај на пожар. Симулација се правеше. И пожари, земјотреси, напад. За сите несреќи. На запад ги прават се уште тие вежби. Значи, би сакала да го прозевам инспекторатот за домување. Значи, тој е задолжен да ги проверува домовите. Нашите куќи, стамбени единки, стамбени целини, тој мора да реферира редовно и да следи ситуација. Не работи хидрантот, тоа мора да се регистрира. Има проблем, тоа мора да се евидентира. И што тоа не се прави? Сите тоа живееме во буџет, како има патека, има патека, да. И за најскоро време, ако е добра организацијата, тоа се надминува. Да. Значи не може да немаме заштита. Па што друго треба да имаме? Што е? Најважна е заштитата. Значи едно сигурно користење, едно безбедно користење на просторот. Да. Во целина. Не зборувам само да... Инспекторатот, следни препораки? Па, јас мислев да ги спомнам целата таа хидрантна мрежа некако, пошто е мрежа. Значи, тоа е нешто што е расширено и не треба да се дозволи да едно нешто таму не функционира. Нема ни зошто. Тоа е просто, многу едноставно се одржува. Тоа е едно нешто, е пристапно, се оди, се проверува, се заменува вентил, не се доколку луѓето ја работат својата работа. Или нели кажуваат цревата за хидрантната, се крадат. Крадат, ќе ставам ново, ќе ставам начин како да го заштитам, мислам, се може да се надмине како проблем. Нешто што може би е повеќе за нашава струка, тоа е сите оние елаборати за ПП заштита што се изготвуваат, да се обнародат, да бидат јавни, да бидат пристапни. Инструкции да бидат на видно место закачани на јавните простори, и не толку на јавните, можете на скалиште во стамбена зграда, може што подостапни. План за евакуација, сите тие елементи мора да бидат дел од нашето секојдневие. Тие елементи кои се елементарни конечно, да, тоа се. Тоа е од есенцијално. Цивилизирани некакви вредности кои воопшто не се практикуваат. Кога се мисли на архитектура, се мисли на тие комплексности во кои што ние боравиме, живееме и се надградуваме па на крај, и означува едно цивилизацијско ниво. Да. Одсликува.
И така, оно што може би е исто битно, тоа е да се одредат критични точки. Градинка, училишта, сите критични точки да се наблюдуваат. Не само по пријава, цело време. Па нашите деца не се безбедни. Па како може тоа да се дозволи? Како може? Градинка, тоа се немокни мали деца. Тие не се безбедни. А да не збориме и она друг вид на безбедност што е исто обврска на локалната заедница. Пристап, например. Зошто се уште има коли, автомобили на тротоарите, на улиците што се пристапни до градинки? Како смее да има? Каде да поминат децата? Насекаде има. Насекаде има. Не и со смее да инвалидски има. колички, луѓето Значи, кога поминат работата е дека луѓе, обичните луѓе, мора да граѓани, обезбедиме функционерите само нив веројатно не им треба заради тоа што мора да одат постојат со коридори до важни, градинките големи коли. училишта. Коридори кои што се сигурни, каде што ако се сигурни нашите деца и ние ќе бидеме сигурни. Мора да постојат и мора таму да се интервенира, мора да е чисто тоа. Јас, ако ме прашате, и на коловоз не сме да има паркирано возило каде што не е дозволено, така? Па нормално. Али на тротоар, каде што одат мајки со колички, деца, стари луѓе, сите кои што немат решение. Не можат да се снајдат во нема што те лудилото направи. сообраќајно. Не знам, може би драматично звучам у секој случај. Не звучи драматично. Ме засегнува се повеќе и Да, повеќе она што можеше мојата професија да го направи и се ова што, да кажеме, за изминатиот период, кога делував, остана така недопраено. Јас можам само да им се извинам на сегашните генерации, али нешто и остаривме. Меѓутоа, треба да постои еден траен диалог помеѓу архитектите, планерите и граѓаните. Таа вклучена јавност, таа партиципирање во одлучувањето. Тоа треба да се искористи максимално. Но колективна, тоа сакав да кажам, само колективна вина не постои. Релативизирање на тоа е релативизирање. Вистинската вина, лоцирањето на виновниците и нивно казнување конечно. Благодарам што бевте гостинка. Имам уште нешто. Да. Повелете. Би сакала, сега може би и тоа е професионална деформација. Ние мораме да направиме спомен белег за оваа трагедија. И би сакала тоа што побрзо да се отпочне и апелирам министерот за култура да го отпочне тој проект и да направиме. Да. Она што мораме да го направиме. И да пишува од државата е таа која ги уби овие деца, а државата значат имења и презимења. Не сугерирам текстови овона, може да биде доволна порака ако е јако и скулптурално, ако е соодветно, и ако го одбереме од нешто што е компетитивно и така. Да биде таа. Да достојно на моментот и се она што останува како спомен. А боли. Благодарам што бевте гостинка.